Уставната судика Кацарска веќе ја потпишала одлуката за укинување на линарното зголемување на пензиите, кажа премиерот Христијан Мицкоски на денешната собраниска седница за пратенички прашања. Според него, со ваквата одлука ќе се нанесе неправда на пензионерите, а над 70% од нив, како што рече, ќе земаат помала пензија. Целта на линарното зголемување беше да се зголеми стандардот на пензионерите и на тој начин да се намали степенот на сиромаштија, нагласи Мицкоски. Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е потпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линарно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што претходно важеше. И тоа само за информација, подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика, која што е дел од Уставниот суд. СДСМ на седницата воедно обвини дека дупката во ПИОМ достигнала 1 милијарда евра, со што била загрозена одржливоста на пензиите. Заменик министерот Велковски пак им одговори дека опозицијата се е страв. Како ќе бидат исплатени пензиите на 1 декември? Пензиите мора да се исплатат, но од каде ќе најдете средства да префрлате во фондот кога во буџетот ги немате? Нема да сеете страв дека пензијскиот фонд бил пред колапс, нема да има пензија на 1 декември. Сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демантирано за само неколку дена од денеска, каде што ќе бидат исплатени тие пензии. На пратеничките прашања не изостанаа ниту темите дали повторно ќе се бара екстрадиција на екс-премиерот Груевски, платите на судиите и обвинителите, реформите во правосудството, како и капиталните инвестиции.